Поздрав! Ги поздравам на ова место сите љубители на астрологијата и сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска сакам да зборувам за кармичките јазли кои што патуваат преку релацијата Девица и Риба. Јужниот јазол ќе патува преку знакот Девица, а северниот ќе патува преку знакот Риба. Што е уште многу битно да се знае? Кармичките јазли не се ни планети, не се ни астероиди. Кармичките јазли го формираат пресекот помеѓу Сонцето и орбитот на месечината. Значи, тоа се израчунати математички точки. На кармичките јазли ми е потребно 18,5 години за да го поминат целиот зодијачки круг. Што значи тоа? Ние сите ќе можеме да се прашаме што ни се случувало пред 18,5 години, каде што исто така кармичките јазли беа во знакот или во релацијата на Девица и Риба. Кармичките јазли се движат секогаш обратно од планетите и они се исто така секогаш ретроградни. Значи, во индиската астрологија, кармичките јазли имаат исто така многу голема и битна улога во една натална карта. Во западната астрологија не е тоа така баш многу, повеќето астрологи не се занимаваат со тоа, меѓутоа јас одлучив исто така и кармичките јазли во една натална карта да ги тумачам. Затоа што мислам дека имаат доста голема улога во нашиот живот. Значи тоа, кармичките јазли исто така го представуваат патот кон нашата душа. Патот на нашата душа. Значи, ние секогаш кога се раѓаме, самите бираме. Кога, каде, што. Све си бираме. Сега секако знам дека повеќето од нас тоа не го прифаќат, меѓутоа тоа е така. Со јужниот јазол сака да ни покаже една енергија или е символика на таа енергија на минатото. Значи, исто така символика на нашиот поранешен живот. Све нешто што ни е познато. Све нешто што можеме многу лесно да го манифестираме. Каде што можебе ќе се речете, па ова јас веќе го знам. Не знам од каде, ова ми е многу познато. Јас тоа веќе го знам. Значи, тука нема нешто друго. Тоа е комфортната цона, да речеме. Комфортната цона каде што нема промени. Тука све е познато и нема развој на душата. Значи, тоа е една енергија која што ни е позната и, како што реков, можеме на еден многу лесен начин нешто да манифестираме. Сега, со северниот јазол ќе можеме нешто. Нашата душа одлучува, значи, тоа е новиот пат на нашата душа. Една нова лекција да научиме во оваа инкарнација. Една многу битна нова лекција во оваа инкарнација. Секако, тоа не би можело да биде лесно. Кој тука едноставно ја остава на еден таков начин, таа комфортна цона и сака промени во својот живот, да влезе во нешто сосема ново. Па да се кажеме, да бидеме искрени дека тоа не е така лесно. Затоа викаме дека е тоа една нова лекција, кармичка лекција во оваа инкарнација. Значи, преку северниот јазол ќе можеме да откриеме таа нова кармичка лекција по една натална карта. Како што реков, кармичките јазли, значи, патуваат преку осата Девица и Риба. И битно е да се знае
дека тоа ќе биде од 12.1. па све до 27. јули 2026 година. Тука почнува еден нов колективен, нов циклус, нов кармички циклус. Сега, која е таа нова задача кога северниот јазол се наоѓа во знакот Риба, што можеме да очекуваме? Како што реков со јужниот, кога се наоѓа во знакот Девица. Девица ни го представува шестата куќа во астрологијата, што значи секојдневниот живот, работата, секојдневната работа, исто така и нашето здравје можеме тука да го најдеме. Да се ослободиме од нешто што веќе не ни одговара. Од некои лоши навики, да речеме, од некоја работа што каде што не можеме да добиеме, да доживееме да доживееме некое ново искуство. Каде што јас секогаш си викам, рокот е поминат. Секогаш каде што рокот на нешто е поминат, time over, finish, завршено е све. Ајде да ви дадам еден пример. Како што реков, шестата куќа го представува и нашето здравје. Многумина од нас, ајде да речеме по старите генерации, си замислуваат дека преку некои таблети, лекови ќе можеме, само тоа ќе биде еден спас, да се спасиме од тоа со лековите. Меѓутоа, има нешто многу битно од тоа. А што е тоа? Тоа е природниот лек. Не се само тие медикаменти, таблети, не знам што се некои третмани, да речеме, каде што човекот мисли дека само преку тоа ние ќе можеме да се излечиме. Тоа е лекот, ако земам една таблета и ќе ме спаси, ќе се излечам. И тоа е таа, да речеме, таа фантазија во глава. Меѓутоа, со северниот јазол во знакот Риба, што сака да ни донесе северниот јазол? Како што реков, таа една енергија која што не ни е позната, која што не можеме толку лесно да влеземе во таа енергија. А баш тоа е поентата. На еден многу лесен начин да се отпуштиме, да се релаксираме, да веруваме, да имаме здраво тело и здрав дух, како што се вика, да се отпуштиме, да бидеме релаксирани. На едно нешто каде што не може да се види. На една енергија која што е невидлива, која што не можеме да си замислиме дека ќе можеме да се излечиме преку нешто ново. А што е тоа? Па природно нешто. Ајде да речеме природен лек. А кој е тој надобар природен лек? Природниот лек е природата. Природен лек е да бидеме релаксирани, одморени, отпуштени. Да не се работи само од сабајле до навечер 24 сата и да се заборавиме самите себе си. Тоа не е поента во нашиот живот. Кој ќе не награди за тоа? Кој ќе ве награди за тоа ако работите 24 сата на ден? Еден ден телото ќе ви го покаже тоа. Што значи тоа? Па ќе се разболеме. Тоа значи тоа, ќе се разболиме. Значи да најдеме една врста на баланс, да го избалансираме тоа. Ја не сакам да кажам дека човекот не треба да работи. Секако ни е потребен и мир и одмор, за да можеме тоа добро да го избалансираме. Значи, девицата секогаш треба преку рибата да го научи тој квалитет, да биде отпуштена, да не стално да критизира нешто, да се пати на некои ситници. Да речеме, овој е крив и оној е крив. Не е никој крив за ништо. Бидете отпуштени. Верувајте дека вербата, мирот, медитацијата
и тоа што не може да се види. За многумина од луѓето не веруваат во тоа. Ја не верувам, слушам многумина викаат, ја не верувам во тоа што не можам да го видам. Тоа е зборот на девицата. Јас не можам тоа да го видам, не верувам во тоа што не можам да го видам. Сега колективната енергија сака да ни каже, сега времето е за тоа. Да веруваш во нешто што не може да се види. Тоа е лекот. Одморот, релаксирањето, медитацијата, бидете во природата, тоа е најдобар лек. Значи, тоа е таа енергија што сакам тука да ви објаснам. Девицата и рибата. Се бара баланс. Баланс на вашиот дух. Да бидеме здрави, да бидеме поздрави, не со лекови да се лечиме. Не знам што има разни други. Јас уопште не земам никакви лекови, јас тоа не ни го обожавам. Секога мора нешто природно мора да се земе, да. Меѓутоа, ја не би отишла на доктор ако сум настината или нешто друго. Јас го избегавам патот кон доктор. Го избегавам. Ја тоа не го обожавам. Јас секако си барам и секогаш си барам како ќе можам сама некогаш да се излечам. Што е потребно? Одмор! Одмор! Најдобар лек за све и свашто. Одмор, медитација, прошетка низ природата. Лечи све. Го лечи вашиот дух. Ја лечи вашата глава. Ментално, физички. Тоа е тоа поентата. Значи, таа е таа енергија на таа релација измеѓу девица и северниот јазол во знакот риба. Ако и вие сакате нешто повеќе да дознаете за вашите кармички јазли, како се они поставени, што би можело тоа да значи, можете слободно да ме контактирате и секако и нешто повеќе да дознаете за вашата личност, за вашите планети, како се они поставени и што тоа све значи. Ги поздравам на ова место сите љубители, сите македонци уште еднаш на ова место. Поздрав од мене. Бидете поздравени, здрави и живи и до скоро. Ајде, чао, чао!